Шави, блави, шави, блави. Јас сум Сузана Турунџиева, ТВ водител, инаку дипломиран професор по соло пеење. Животот секогаш ме носеше на крајните граници на музиката, телевизијата, уметноста, книжевноста и се она што ја развива креативноста и фантазијата на еден човек кој што ја сака слободата на изразот, кој што го сака убавото, кој што е алергичен на шаблони и на рамки, човек кој што ужива да твори, да создава и ужива да добива аплаузи. Убави луѓе за нас се сите. Ние сме гушави глави. Убави. Масажа е некој кога го масираат за да му биде поубаво, за да не го боли грбот. Масажа е некој човек кога те масира, например те боли грбот и он ќе те измасира и тебе ќе ти победе грбот. Масажа е некој човек кога те масира. Масажа е кога некој човек те масира кога имаш болка во вратот, во грбот и ти помага. Масажа е масирање на нешто од дел од телото. Масажа е кога некој не масира. Масажа е кога некој ќе те некој посебни луѓе ќе те масираат за да ти биде прав грбот. Може да ни измасира, ама долго ќе ни помине. Да се учи во школа како да масираш. Те масира за да немаш болки. Секој масира подобро, но жените мислам дека подобро дека жените одат на курсеви за масажа и знаат да масира. Кога нешто те боли, за да не го боли. Ако имаме болка, за да не исчезна болката. Ние бараме масажа на некои работни места. Некој ако знае да масира, ќе ни помогне, а некој ако не знае, џабе ќе не малтретира. И може уште повеќе да не заболи грб. Мислам дека физиотерапевтите го учат тоа на факултет. На плажа доаѓаат едни тетки и ги масираат луѓето. И затоа кога мажите одат во салон, сака жена да масира, дека жената поубаво знае. Жените поубаво масираат, отколку мажите. Да, некогаш имаме потреба од масажа за слабење. И посебно жените масираат убаво, затоа дома викаат да ја ги масира некоја жена. Тие за секоја болка имаат посебна масажа. И им прават тајландска масажа. Зашто жените одат на курсеви за масажа и тие подобро знаат да масираат и се понежни од мажите. Треба да намасираат секој ден за да ослабне. И затоа и зашто жените знаат како да фатат, а мажите се груби. Да, масажата спаѓа во терапија. Масажа, јас не би станала од кревет за масажа. Ако јас се прашувам, јас се пријавувам за доброволец за сите можни масажи во сите можни салони каде што има луѓе кои знаат убаво да масираат, бидејќи во еден период од животот кога работев многу динамично, кога 5 часа спиев, а 19 часа работев, мене единствено во живот и во форма ме одржуваа само релаксационите масажи на прекрасната тетка Ленче која ми доаѓаше и дома. И денеска ми недостигаат многу тие две раце, бидејќи таа е веќе во возраст кога не може да ме масира. И навистина е топло ја препорачувам масажата доколку поминувате низ напорен период или доколку имате некој конкретен проблем, масажата е терапија број 1.
Imame kosa, nemame češel. Ние сме буншави глави. Imame planov gde da započne cel svet od početok. Nikada nema ovakva ekipa. Буншави глави. Samo ti mi fališ i si te dojeden da budeme najdobri, najumni. Može kad naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sme bušavi glavi. 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 Nikola Tesla, Picasso i Valdi. Се буншави глави. Može ne znaš nešto ke naučiš sve što lesno kako se pravi. Imame radost, nemame taga. Буншави глави. Obrzi sme nije odbrzata hrana. Nije sme najzdravi, najsilniji. Može ke naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sme pušavi glavi. 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 Ima me kosa, nema me češel. Ние сме буншави глави. Imame planov gde da započne cel svet od početok. Jedan pišuva knjiga, drug sviri gitara. Сите сме буншави глави. Neko saga film, neko saga teatar. Nije sme odkačeni, posebni. Može ke naučiš nešto da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti zona. Nije sme pušavi glavi. 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 Bušavi glavi. Распродажба е кога ќе собереш некои пари и ќе ги заработуваш од нешто ќе ти даваат пари. И така собираш пари, заработуваш. Распродажба е кога имаш некои стари работи што не си ги употребувал и си ги ставаш на продажба баш и они се продаваат на некој друг. Распродажба е кога некои работи ги стават на распродажба. Распродажба е кога, пример, некои чизми или фустан не се купуваат толку многу и ги ставаат на помала цена. Распродажба е нешто што било многу старо и го даваат луѓето, го продаваат нешто што не им е толку важно на нив, го продаваат и го ставаат поевтино да биде. Распродажба е кога нешто ти го даваат за без пари, а пред тоа било многу скапо. Распродажбата ја прави продавачот. Не газдата не мора да му каже на продавачот кога да прави. Па може се види ако нешто многу убаво се дава по скапата цена, а нешто што е како старо се дава како многу мала цена. Им тогаш им стават смешни цени, многу побави од оние вистинските. Големите листови пишува со големи букви распродажба и дека се е на половина цена. Повеќе луѓе сакаат да купат, се брзаат да го купат тоа нешто. Тоа било што да е чизми, некоја облека така натаму, за да си имаат своето што не е воопшто многу скапо. Тоа намерно можно да е направено за тие што нема толку многу пари. Например, ако еден леп бил видена во продавница и никој не го купува, стават на распродажба.
Продавачот си ги познава муштериите и тој знае кој колку купува на распродажба. Па може да се ценкаш ако си добар, но ако си лош, например, ако може и куштар да се враќа така. И ако нема, ќе ти рече другиот пат ќе се врати, ќе ти додаде 600 денари. Тогаш луѓето се тепаат кој прв да купи и кој да си купи поевтино. Тогаш луѓето се тепаат кој прв да купи. И ако некој не успее да купи, ќе му биде многу криво. Распродажба се прави на крајот на зимата и на крајот на летот. Исто така и со гардеробот. Ако 2 години стојат алишта во една продавница и никој не ги купува, тогаш ги стават на распродажба. Некои луѓе чекаат само распродажба, бидејќи се стиснати. Нема многу често во Скопје распродажби. Особено бидејќи луѓето немаат многу пари. Распродажба. Другите би рекле дека распродажба и попуст е можеби нешто исто, но не е. Јас мислам дека распродажба е оној момент кога одреден трговец ќе свати дека мора да го затвори колонијалот по некој повод и дека успева да најде начин да ја симне цената на производите на онаа куповна цена и всушност за нас изгледа како да ја симнал под вредноста, но не направил такво нешто, тој само ги распродава артиклите кои што ги набавил претходно и ни ги дава по оние, да кажам, по малопродајна цена. Бушави глави! Бушави глави! Свадба е еден период кога жената ќе се омажи со маж, а мажот ќе се ожени со жена. Свадба е кога младоженецот и жената ќе се мажат, усвари венчат и во една огромна сала, каде што има зајадени, има многу маси, има многу столчиња, има и многу луѓе. Свадба е кога мажот и жената ќе се мажат. Свадба е нешто кога мажот и жената ќе се омажат. Понекогаш и жената ќе го фрли цвеќето и кој ќе го фати, тој ќе се омажи. Свадба е нешто кога маж и жена ќе се заљубат и ќе прават свадба. Свадба е некој кога ќе се заљуби и кога ќе се венчат, а додека се венчават, на крајот тортата ја сечат заедно и во исто време земаат со лажичката и се ставаат во уста. Свадба е кога жена и маж се сакат и потоа прават свадба. Тоа е период кога ќе се пацнат во уста. На свадбата се танцува. Тогаш мажот и жената после свадбата ќе станат маж и жена. А на крај на свадбата нашата мајка го фрла букетот и кој ќе го фати, тој ќе се мажи. И потоа одат на меден месец. Мажот е облечен црно-бело, а жената е бело. Повеќето пати е бело облечено. Мажот е облечен во бело и црно, а жената е цело во бело. Има наметка од позади и на крај го фрла цвеќето. Кој што ќе го фати, тој ќе се мажи. Ако не прават свадба, може да само да се потпишат во матично и толку. Свадба изгледа, има многу луѓе, има невестата е облечена во бело, а мажот во бело со црно, има луѓе, има музика. И исто невестата ќе држи бело цвеќе и ќе го фрли вака. Мажот и жената на свадбите јадат, тогаш имаат
кумови, им доаѓаат кумови, седат, мажите и жената седат на специјална маса само за нив и за кумовите. Јас мислам дека правеле некаде кај што има природа, ќе се облечат и таму кај што одлучиле кај да ни биде свадбата, таму ќе ја прават. Пуштенот на невестата знае да биде 5000 евра и свадбата е многу скапа работа. Го зимаат ножот заедно и ја сечат тортата. Може и во црква да се венча некој ако сака. На свадбата се игра и се јаде, се пие. Јаде се бацат и пред тоа на свадбата се бацуваат. Не може да биде свадба без музика. Класична, јас би рекла. Му дава со лъжицата во уста. Може да заминат и на свадбено патување. За подарок на свадба се носат секакви подароци. Некој дава и пари. Мажот е облечен во црно со бело, а невестата некогаш е во црно, некогаш е во бело облечена. На главата има наметка. Се игра оро, но најчесто се игра танц, оро, се. Но зошто да дават пари за свадба? Убаво да си поминат секој. Јас сакам да бидам невеста. Бела и долга до доле. Свадбата е церемонија, може да е традиционална во зависност од тоа дали имаме галичко потекло, дали сме македонци, дали сме роми и албанци, значи муслимани, христијани, се зависи нели церемонијата. Сега како што знам за нашиве церемонии, македонските свадби, значи она е поделена, прво да почнеме на матично, тоа е каде што младоженците, односно невестата и зетот, подпишуваат пред државата, така? Вајда да. А во црква си се ветуваат пред Христа, да, така. Значи чинот на веселба знам дека има, тоа ми е многу интересно, одење по невеста, па буткање врата, па тука кој е посилен, мажите се јачат, егото до таван, после тоа има едно нешто што не ми се свиѓа, тоа е кој ставаат пари на невестата во кондура, тоа ми е глупо малку. Друго ми се свиѓа дека, не знам, весело, ајде журка. Не ми се свиѓа тоа што понекогаш сите се многу пијани, не знаат, тоа не е добро. Пошто нема да памтат што се случило, за нив ми е, не за мене. Друго, не знам, значи, си иде во црква, матично, дома, вовчи тоа има. Знам исто даруваате, сега кој кого дарува, тука малку слабо стојам со тоа. Имаме коса, немаме чешел. Ние сме бушави глави. Имаме планов де да започне цел свет од почеток. Никаде нема ваква екипа. Бушави глави. Само ти ни фалиш и сите до еден, да бидеме најдобри, најумни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. 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 Никола Тесла, Пикасо и Валди. Се бушави глави. Може не знаеш нешто, ке научиш се што лесно како се прави. Имаме радост, немаме тага. Бушави глави. Побрзи сме ние од брзата храна. Ние сме најздрави, најсилни. Може ке научиш нешто, да добиеш одговор зошто. Играј учи ти со нас. Ние сме бушави глави. Бушави глави. Бушави глави.
kosa, nemame češel. Nije sme bušavi glavi. Imame plan ovde da započne cel svet od početok. Jedan pišuva knjiga, drug sviri gitara. Sika sme bušavi glavi. Neko saga film, neko saga teatar. Nije sme odkačeni posebni. Može kad naučiš nešto, da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti sona. Nije sme bušavi glavi. 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 Može kad naučiš nešto, da dobiješ odgovor zašto. Igrajući ti sona. Nije sme bušavi glavi. Obrazovanje. Tehnički molив е тенкоминец, тој не се оштри, туку се стават мини, како едни тенки и во мините се ги има во молив. Технички молив е тенкоминец, тој не се оштри, туку се ставаат тенки мини, зависи каква е големината и која треба да се стави. Технички молив е едно како пенкало, што има мали црни тенки стапчиња се ставаат во него и тие се викаат мини, а целиот молив со се нив се вика тенкоминец и тие не треба да се острат, тоа е за прецизно пишување. Технички молив е тенкоминец, тенкоминецот не се оштри, него во него се ставаат мини. Машки и женски тенкоминци. Технички молив е тенкоминец и внатре се ставаат мини за да може да се пишува со него. Најчесто се користи за цртање, затоа што со него се црта прецизно. Не е обичен молив, туку е специјален молив за цртање. Технички молив не е обичен молив, е молив со мини. Технички молив е молив кој внатре има мина. Технички молив е тенкоминец и во него има мини. Технички молив е тенкоминец со мина и со него се пишува поубаво и има поубав ракопис. За пишување, за цртање, за така, за нешто 3D да го нацрташ, може. Тој не се расипува и не се троши. Ако не го изгубиме, можеме да го чуваме до крајот на животот. А најмногу го користат оние што се на факултет и што треба да цртаат. И луѓето што се архитекти мораат да користат технички молив, бидејќи така скицата излегува перфектно. Со него цртаат поголемите деца или оние што учат да прават станови и куќи. Некои имаат, а некои немаат. Имаат гума, а некои немаат. Таа билета се кршили сме и треба да биде строго внимателен. Со него се пишува полесно. Па не треба да се остри, ама треба да се одржува лична хигиена на него. Технички се вика зашто со него прецизно се пишува и многу повеќе простор за стедуваш. Но внимателно треба да се купува мини. Поубав е пописот со тенкоминец. Со техничкиот молив можеме да бришеме со гума, можеме да го избришеме. Кога напишеме нешто или кога нацртаме, тој исто се брише зашто е иста мина како моливот. Технички молив е нешто што не е обичен молив. Значи технички молив со оние пластичните моливчиња со црнка внатре и вака знам као дете многу се играв со нив, ја вадев цела црнка назад и после пак си ја враќав. Тоа е најверојатно молив подобар што е од другите за цртање на технички работи.
И не треба да се играме така, јас мислам дека со тие моливи затоа што ги расипуваме. Но сепак јас од мал секогаш ги преферирав, ги сакав дрвените моливи затоа што подолго траеа. Бушави глави! Моја лична порака до сите деца е да бидат умни, да си ги слушаат своите родители и да играат што повеќе, да измислуваат нови игри доколку можат. Ете, тоа е мој еден вистински апел. Деца, измислувајте игри нови затоа што на дечињата им фалат секогаш нови игри, кои што ќе им помогнат во развитокот на својата инвентивност и убавина на детското живење. Предизвикот за денеска е искомпонирај народна песна со бушави глави. Бушави глави, бушави глави, бушави глави, бушави глави. Бушави глави.